Добар ден, почитувани. Ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Од кои болести штитат вакцините што се дел од календарот за редовна имунизација на децата? Во регионот повторно се зборува за појава на пертусис, односно голема кашлица, што ја предизвикува болеста, на каков начин се диагностицира, кои се симптомите и дали лесно и едноставно се лекува. Дали вакцините се единствениот начин за превенција од пертусис? Имаме многу прашања кои што ќе ги упатиме на професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог од Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, а ќе имате можност и да се вклучите со ваши прашања во текот на емисијата. Затоа останете на Телма. Од кои болести штитат вакцините, кои што се дел од календарот за редовна имунизација? Кај децата ќе запрашаме професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог од Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата и благодарам што повторно збориме за оваа тема која што очигледно станува актуелна кај нас и во другите земји, меѓутоа и кај нас станува актуелна. Така, во регионот повторно се зборува за појава на голема кашлица или магарешка кашлица, позната кај нас. Станува збор за пертусис, за болест која што се контролира со вакцинација и колективен имунитет. Еве да започнеме со тоа, професорке, што ја предизвикува оваа болест? Дали е тоа вирус, бактерија? Црната кашлица или големата кашлица или магарешка кашлица, позната по меѓународот, тоа е пертусисот. Тоа е заболување кое што е предизвикано од бактерија. За жал, една од болестите која што со редовната имунизација на децата се превенира и може да ги заштитиме навистина децата да не ја добијат, но факт е дека последниве години падна офатот после ковидот и дека сега не само кај нас и во другите земји го имаат овој проблем. Тоа е бактерија која што ја предизвикува црната кашлица, пертусисот. Меѓутоа, она што е важно да се каже дека вакцината превенира, но со тек на време ефикасноста на вакцината генерално се проценува негде на 80%, 75-80%, но со тек на време имуногеноста на вакцината опаѓа. Така да може и возрастните кои што се вакцинирани да заболат од оваа бактерија, да имаат некарактеристична клиничка слика, да имаат една пролонгирана кашлица, која што може и нема ни да се посомневаат дека наликува на пертусисот, а да бактеријата ја пренесат на оние кои што се најчувствителни, а тоа се децата, односно доенчињата. Ние најмногу се плашиме за таа возрастна група. За првата година. Каква е клиничката слика кај малите деца кои што ќе добијат црна, односно доенчињата кои што не се вакцинирани, уствари ја немаат онаа карактеристична кашлица која што, да речеме, се карактеризира. Тоа е при вдишување на воздух, едноставно имаме напади на кашлица, да не може да, која трае неколку повеќе секунди трае таа кашлица и на крај го исцрпува организмот и кај возрастните може да испровоцира и повраќање и една слабост. Меѓутоа, доенчињата, она што нас најмногу не загрижува е тоа што оваа кашлица, оваа инфекција предизвикува доенчињата престануваат да јадат, престануваат да цицаат или да го пијат млекото. Тоа е првиот знак. Вториот знак, они кашлаат, меѓутоа многу често настануваат прекини во дишењето, така наречени апнеи. И тоа е она што нас најмногу не плаши, што тие прекини на апнеја ако траат многу често, ако траат многу често, може да доведе, тоа е недостаток на кислородот и на мозочето и на целиот организам и затоа е најчесто може би 50% од децата доенчињата кои заболуваат имаат потреба да бидат хоспитализирани, а дел од нив завршуваат на оделите за интензивна нега, каде што навистина треба и поддршка, респираторна поддршка да им се обезбеди. А како излеќа по големите деца? Кашлицата во кој дел од денот е најинтензивна? Преку ден? Кога ќе легнат да спијат? Имат некои такви карактеристики? Обично има,
Карактеристично е што оваа болест обично почнува како една настинка, како една вирусна инфекција. Со висока температура? Не иде со висока температура, меѓутоа иде со течење на нос, со кашлица, со оние неспецифични симптоми на една вирусна инфекција, која што може да траат 7 до 10 дена и после тоа почнува оваа карактеристична втора фаза на болеста, кога почнуваат децата да ги имаат овие напади на кашлица, кои што го исцрпуваат организмот. Таа кашлица е толку јака што дури може се жалати на болки во мускулите, може дури и кај помалите деца и до фрактури на ребрата да настане. Таа кашлица може би карактеристична во ноќно време се јавува, макар да се јавува и во тек на целиот ден, меѓутоа се јавува и во тек на ноќта, што на некој начин го пореметува спиењето на детето, така да тој замор и неспиеност се одразува на општата состојба на детето. Може кај помалите деца, доколку имаат оние херни, било да е тоа на папчето или доле во ингвиналната регија, поради големиот напор на прегањето, да дојде до понагласување на тие херни, до уклештување, така да можни се голем број на компликации, секако дека пневмонијата као можна компликација, сепак е ова бактериска инфекција која што збориме за бактериска инфекција, воспаление на уши и други респираторни заболувања. Карактеристично и за оваа кашлица е генерално, зашто ја викаат кашлица што трае 100 дена. Значи многу долго знае да трае и по поминувањето оваа втора фаза може да трае до 3 недели, до 3-4 недели да трајат овие напади на кашлица. Меѓутоа и по завршување на оваа втора фаза, она која велиме дека детето влегува или организмот влегува во фаза на опоравување, знаат долго време да кашлаат пациентите. Како се поставува диагноза? Има ли тестови со кои што со сигурност прецизно може да се утврди дека се работи за пертусис, за голема кашлица? Тестови постојат. Значи, тоа е денеска современите диагностички можности тоа го дават со ПСР, со брис од нос и од грло, да се докаже присуството на бактеријата. Така да тоа е точна диагноза, брза диагноза и релативно може многу брзо да се постави диагноза. Тоа е важно затоа што рековме ова е бактериска инфекција и се третира со антибиотик. Така да може да се даде антибиотик, да се успори токот и да се превенираат компликациите во однос на оваа инфекција. Се дават и лекови против кашлица? Лекови на кашлица многу не помагаат овдека, така да основно е да се лекува бактеријата. Како ќе се уништи бактеријата, така ќе се смират и симптомите. Тоа е сепак одбранбен одбранбен механизам на организмот кашлицата. А долго време трае лекувањето со антибиотик? Као и секоја бактериска инфекција, сепак зависи и од клиничкиот ток на меѓутоа 7 до 10 дена се третира. Тука се макролидите лек на избор кај оваа бактериска инфекција. Во Србија и во Хрватска има голем број на преца деца диагностицирани со оваа болест. Како е кај нас? Имаше 2 деца, ако не се лажам. Кај нас има, значи во 2024 година 2 деца кои што се диагностицирани, 2 пациенти и 1 пациент има претходната година. Сигурно очекуваме да може би ова не е реалната бројка, она што реков дека појаснивте зошто. Многу често фактички заболуваат, ние ги детектираме детските малата возраст која што се хоспитализира. Но не и возрастните. Возрастните тешко. Тоа е кашлица која што трае долго време. Не секогаш се јавуваат на лекар, општата состојба не им е толку пореметена, така да ако не се диагностицираат, останува недиагностицирана. Сигурно дека има повеќе случаи, меѓутоа не ги диагностицираме и генерално и во другите земји. Ние збориме во нашето обкружување Хрватска и Србија, меѓутоа и во Европа, Шпанија, Данска, Норвешка, Шведска, значи во другите земји има, да речам, пробив на присутен е пертусисот. Се објавуваат бројки од 2, 3, 4 илјади
пациенти докажани заболени, меѓутоа во главном пак ќе речам доминира возрастната група. Доминираат школските деца, таа возрастна популација и доминираат возрастните. И секако овие ретки случаеви на доенчиња кои што не се вакцинирани, кои што заболуваат, така да нивната бројка како бројка е релативно мала. Во кои вакцини е вклучена заштитата за пертусис? Значи, пертусисот е во склоп на оние што ги викаме петовалентни, шестовалентни вакцини, кои што децата започнуваат, доенчињата започнуваат да ги примаат уште на двомесечна возраст. Дитепер, таа што е позната меѓу родителите? Да, Дитепер, меѓутоа веќе од 2015 година нели ги имаме тие петовалентни, каде што се во комбинација со хемофилусот и со полио вакцината, односно шестовалентите каде што ја има додадено и хепатит Б вакцината. Она што е важно да се разјасни кај родителите дека бремената жена не му пренесува антитела кои што го штитат новороденото од пертусис. За други болести да, меѓутоа не за пертусис. И затоа новородените фактички немаат никаква заштита во поглед на пертусисот. Затоа и календарот на вакцинации така направен согласно со европските календари да се започне со оваа вакцина да се дава на двомесечна возраст. На 2, на 4 и на 6 месеци. Значи треба да се прими во 3 дози вакцината. Тоа е она примо имунизација што ја викаме во тек на првата година. Колкава заштита таа возможува за пертусис? Таа вакцина создава заштита доволна за да едно дете кое што е секако дека ако детето има примено една вакцина само, да речеме 3-месечна возраст, има примено една вакцина, дојде во контакт со бактеријата, може да заболи од пертусисот, може клиничката слика да биде полесна, но може да заштитата не е толку голема. Со 3 дози се смета она што викаме дека е заштитата негде 85% ефикасност на вакцината. Но важно е и она, значи децата понатаму подлежат на ревакцини. Ревакцина на година и пол, има една на година и пол и втората ревакцина која што ја поместивме на школска возраст на 7 години. Студии покажале дека ако првата ревакцина не ја примат децата, офатот, мислам, имуногеноста на вакцината многу брзо опаѓа. Така да може да се случи да деца кои што примиле доенчиња примиле во првата година 3 дози, на возраст од 3 години да негде падне заштитата до 50%. Затоа е важно да се прими ревакцината, затоа што секоја ревакцина на некој начин го зајакнува имунолошкиот одговор на организмот и заштитата ја подобрува. И следната доза е на 7 години со цел да школската возраст, да речеме, пошто тоа е таа популација која исто така еве при овие појави на мини епидемии знаат да бидат заболени. Пертусисот е ендемско заболување, така да ние имаме, гледаме, да речеме и во Европа и во светот, на 3 до 5 години се гледаат одредени така пробиви и појава на пертусис во различни земји. Се препорачува, значи во различни земји имаат различен пристап кога станува збор за вакцинација на возрастното население со оваа вакцина. Од 2011 година се препорачува ова вакцина да ја примат и трудниците. Во Германија, ако не се лажам, е спроведена оваа вакцинација. Во други земји. Во Франција дури и најблиските членови на семејството ја примаат веднаш штом жената ќе се врати од родилиштето. Полезна ли оваа вакцина, безбедна ли е да се прими во бременоста? Сигурно тоа е едно од прашањата што го поставуваат трудниците. Токму она што го кажав, дека фактички трудниците не пренесуваат заштитни антитела на плодот. Така да ја нема таа заштита новороденото кога ќе се роди. Од друга страна, она што го реков, дека после 5-6 години па и од ревакцините, заштитата, имунолошката заштита на организмот се намалува. Така да, ако земеме дека една трудница е негде има поминато
во различни земји е различен календарот, некои примаат децата на 7 години, некои на 12 години, но сепак има поминато 10 години, да речем, од последната вакцина и се смета дека заштитата на една здрава жена, трудна жена е намалена. И во многу земји, во Америка и во Австралија и во европски земји се препорачува да бремената жена во тек на бременоста ја прими оваа вакцина како бустер, како засилувач вакцина, се со цел токму тоа да го потикне имунолошкиот организам на бремената жена, да создаде антитела, да тие антитела поминат трансплантарно кај бебето и бебето барем во првите месеци додека не почне оно да се вакцинира и да создава антитела, да биде заштитено, затоа што реков, ова е болест која што на секои 5 години се појавува и не можеме да ги заштитиме на друг. Тоа е еден од начините да ги заштитиме новородените. И негде различни календари. Во Америка мислам дека негде помеѓу 26-та и 37-ма гестацијска недела се препорачува вакцинација, во Австралија 22-ра, 32-ра гестацијска недела, значи непосредно да речеме оној трет триместер од бременоста, се со цел да антителата го заштитат новороденото. Дури има земји, например Австралија препорачува ова што рековте, да домашните членови, баби, дедовци, мажот и да сите кои што доаѓаат во контакт со новороденото, да бидат претходно вакцинирани. Се со цел да се спречи ширењето, евентуално нивното заразување и ширење на заразување на бебето. Да. Доколку кај нас трудница сака да прими бустер за оваа болест, има начин да се вакцинира или е некој возрасен? Ако сака себе си да се заштити пред себе, бидејќи споменавте, атипични се симптомите, може да се јави долготрена кашлица. Во принцип, ова е вакцина која што Министерство за здравство ја набавува за рутинската редовната имунизација на децата и ја има во превентивните диспанзери кои што ја спроведуваат имунизацијата кај предшколска и школска возраст, но доколку има интерес, секако дека може да излезе Министерството во пресрет и да преку центрите за јавно здравје каде што се спроведува вакцинација на возрастни да се обезбеди. Таква една иницијатива имаше и со пневмококната вакцина, која што исто така се препорачува кај возрастните, особено кај хронично болните со респираторни заболувања, и Министерството излезе во пресрет така да се обезбедија одредени количини на вакцини во центрите за јавно здравје и да можат пациентите со астма, со хронично обструктивна белодробна болест и други хронични респираторни да ја примаат таа вакцина. Така да сигурно ако има интерес може да се обезбеди. Професорки, има ацелуларни и целуларни вакцини кога станува збор за оваа болест. Кај нас какви се примаат? Да. Тоа, значи, негде од 2015 година, како ги воведовме овие 5-6 валентни, фактички сите вакцини за пертусис се ацелуларни. Предходно ја имавме таа целоклеточната пертусис, која што даваше компликации, поизразени во однос на оваа високи температури. Имунолошки е покажано дека тие даваат многу по-долготраен имунитет и заштита во поглед на ацелуларните, но факт е дека ретко се опишува епизоди на вознемиреност кај доенчињата или прекомерна вознемиреност, еден пискав плач знаеат да манифестираат, или па од друга страна да има као омлитавување, некое една олабавување на целата мускулатура. Во 80-тите професорке се зборуваше и за поврзаноста на целуларната вакцина, конкретно со епилептични напади, енцефалопати. Што покажа студиите? Имаше вистина во тоа или не? Студиите покажа дека не се поврзуваат со такви несакани и генерално и тогаш беа ставовите да и деца кои што имаат епилепсија и кои што имаат невролошки проблеми треба да се вакцинираат со
со вакцина. Ние во тој период негде пред 2015 пред да ги воведеме, овие деца вакви кои што правеа ваква несакана реакција на целуларната пертусис, Министерството обезбеди одредена количина на ацелуларна пертусис и тие деца по индикација ги вакциниравме на клиника. Родителите велеа во тоа време прочистени вакцини. Да, за да се потсетат зашто зборуваме така. Веќе од 2015 година фактички на цела територија на Македонија се набавуваат ацелуларни вакцини кои што содржат ацелуларна пертусис. Така да, во поглед на несаканите реакции, да, може би оние локални реакции да ги пројават. Така? Исклучително ректо, ацелуларната пертусис, да речеме, дава вакви надразнителни реакции од централниот нервен систем. Дури и побурни локални реакции може не толку кај доенчињата и малите деца, колку кај поголемите деца може да бидат поизразени, зборам за овие оток, црвенило, болка, локалните реакции. Инаку епилепсијата, енцефалопатиите, сите тие состојби не се контраиндикација да се вакцинираат со оваа вакцина и е безбедна. Кој не сме да ја прими? Има некои деца кои што не смеа да ја примат вакцината? Значи, ако ги прочитате сите и упатствата и документите, сите велат дека единствено е доколку детето направило анафилактична реакција на вакцината или на некој од состојките. Така да во тој поглед е безбедна вакцината и навистина нема ограничувања, сите деца може да ја примат и да бидат вакцинирани, заштитени од пертусис. Каков е опфатот со оваа вакцина кај нас? За жал, она што реков, во тек на ковид пандемијата, генерално целиот опфат падна со вакцините. Не само кај нас, туку секаде во светот забележа голем пад. Светот. До пред ковидот, значи релативно над 90% ги имавме опфатот на повеќето вакцини, со исклучок на ММР вакцината. Меѓутоа, сега со ковидот, за жал, покажа дека опфатот паднат е под 90. И во кои делови на Македонија има најголем пад? Година, значи последните објавени резултати се за 22-та, за 23-та се уште сега се собираат и се обработуваат. Веројатно негде април ќе ги имаме и тие податоци. Значи опфатот е паднат на 83%. Збориме за третата доза на Дитепер, на 5-6 валентната, додека она првата ревакцина е паднат на 69%. Многу драстично паднат. Има одредени региони каде што ова е просекот, збориме, значи има региони каде што опфатот е и 100%, меѓутоа има региони каде што, да речем, Кубановскиот регион е еден од со 40 и нешто посто опфат, така да имаме одредени региони каде што навистина опфатот е многу низок, но она што уште повеќе не плаши е опфатот со ревакцината. Значи, деца кои што се редовно вакцинирани, да речеме првата година, некако веројатно се плашат, не ги носат своите деца за да ја примат ММР вакцината, МРП вакцината на година ден и после тоа не ги носат ни за вакцината, плашејќи се да ним дадат ММР. Веројатно и не ги носат и на оваа прва ревакцина, а навистина е многу важно да ја примат. Бидејќи споменавте дека всушност ефикасноста на вакцината упаѓа со текот на времето. Значи може едно дете на 3-4 години да има многу мала заштита од пертусис, доколку не ја има примено првата ревакцина на 18 месеци. Професорке, што е со децата што воопшто ги немаат примено овие вакцини од различни причини? Понекогаш родителите се плашат, не ги носат на вакцинации и слично. Постои ли начин, еве, во овој момент, доколку родителите изразат желба, детето да ги прими овие 3 вакцини? Или во 3 дози вакцината треба да се прими за да постигне ефикасност. Како би изгледало во таков случај? По принцип, значи секој родител, она што рековме, се плашат. Веројатно ковид пандемијава направи го зголеми тој страф од вакцинација, макар да нема оправдување, затоа што ние 50 години спроведуваме вакцинација и навистина овие болести не сме ги гледале. Ние претходно пертусис ретко сме гледале кај некои бебиња
импортирани, кои ќе дојдат од странство тука, па ќе, значи, сега почнуваме да ги гледаме. Имавме морбили која падна офатот, сега еве го пертусисот, заушки може да ни се појават. Значи, жалосно е да децата заболуваат од болести за кои што постојат вакцини кои што може да ги заштитат. Но секое дете, без разлика кое сака да прими одредени вакцини, може да се јави во вакциналните пунктови, во превентивните тимови за предшколско или школско дете. И да таму со колегите, со докторите кои што работат, воглавном работат специјалисти по педиатри таму, така да може да направат да им направат распоред за примање на вакцините, како во најкраток временски рок да детето биде заштитено. Заштитено, имунизирано. А дали е опасно да се прими оваа вакцина во период кога има случаи на пертусис? Ако детето веќе дошло во контакт со пертусис, а прими вакцина, би било тоа можно за некаква компликација? Не. Значи, кога збориме за пертусис вакцината, тоа е мртва вакцина. Значи, таа вакцина не може да предизвика болест. Во секој случај да е и детето во фаза на инкубација, која што обично инкубацијата може да трае 1 до 2 недели, вакцината ќе поттикне создавање на антитела. Значи, пак имунолошки на некој начин ќе го подготви организмот да се справува со болеста, така да не може вакцината да му наштети, а може евентуално да прашање колку ќе помогне во токот на болест. А по примањето брзо се развива таа заштита? Колку време по аплицирањето на вакцината веќе детето ќе биде заштитено? Барем 2 до 3 недели. 3 недели треба да имунолошкиот систем се активира, да се активираат лимфоцитите, да се создадат антитела, да се распределат. Значи, барем 3 недели треба од примање на вакцина додека се создадат тие антитела. Така да не можеме да очекуваме денес да се вакцинира, утре дека одма ги има создадено антителата кои што го штитат. Споменавте дека вакцината треба да се прими во 3 дози. Значи на 2 месеца, на 4 месеца и на 6 месеца. Сега растојанието помеѓу една иста вакцина смее ли да биде пократко или пак подолго од предвиденото? Значи, во принцип, ова е согласно нашиот календар. Меѓутоа, посебно кај деца кои што го имаат пропуштено, да речеме, овој редовен календар на имунизација, има пропишано одредено растојание кое што е минимум потребно да помеѓу 2 дози, кога збориме за оваа примоимунизација, и тоа е 4 недели. Значи, често пати и деца кои што покасно се јавуваат за имунизација, докторите може да им направат календар на еднаш месечно фактички да ги примат овие 3 вакцини од примоимунизацијата. Од растојанието помеѓу третата доза и првата ревакцина, исто така, во нашиот календар тоа е година дена. Меѓутоа и тука постои минимум 6 месеци. Така да затоа велам, може во релативно пократок временски период, кај деца кои што ги имаат пропуштено вакцините, да ги надокнадат. Тоа обично ние го гледаме, нели, пред да тргнат во школа, па тогаш родителите ќе приметат дека добар дел од вакцините ги имаат пропуштено и тогаш се прават овие забрзани шеми за како да ги надокнадат испуштените вакцини децата. А дали детето мора да биде апсолутно здраво пред да ја прими вакцината? Бидејќи на 2 месеца кај бебињата понекогаш се јавува анемија. Смее ли анемично бебе да прими ваква вакцина? И дали анемичното бебе е здраво бебе? Анемијата е здрава. Мислам, анемијата не е причина да не се прими вакцина. Анемијата на двомесечна возраст често пати е и физиолошка анемија, што се појавува кај доенчињата. Така да таа можеби и нема потреба да се третира, него едноставно организмот полека ќе си ја воспостави својата способност да создава еритроцити и хемоглобин и ќе ја надмине таа анемија. Доколку е понагласена, во тој случај се третира таа анемија со препарат на железо, но повторно ќе речам, не е тоа состојба која што треба да биде причина да не се примаат вакцините. Реално,
има многу малце стварно причини кога не треба да се примаат вакцините. Апсолутно здраво дете, што значи? Дете кое што јаде, кое што цица, кое што напредува во тежина, кое што се смее, си игра, тоа е здраво дете. И дури и збориме за поголемите деца, ако им тече носот или ако подкашлуваат или сега еве го период на загаденост на ова, сите деца кашлат. Не е тоа причина или нос им тече. Значи не е тоа причина да тоа е здраво дете. Исто така деца кои што посетуваат во градинка, да речеме, често пати знаат во брисеви да имаат бактерии, меѓутоа тоа се здрави деца, немаат никакви симптоми на инфекција. И покрај тоа што имаат, да речеме, тоа се клицоносители, тоа се здрави клицоносители. Пневмококна бактерија, па дури хемофилу знаат да... Тоа се најчесто бактерии кои што децата во градинката си ги вртат меѓу себе. Меѓутоа, ако нема симптоми на болест, на акутна болест, било да е тоа температура, кашлица, воспалување на уши или некои други симптоми на акутна болест, тогаш и тоа клицоносителство на бактерии не е причина да не се вакцинираат. Мислам дека тука треба на вистина малце поиќе, затоа што родителите често пати викаат, ама не го вакциниравме детето затоа што ностоп беше болно. Не може дете година дена да биде ностоп болно. Да, му тече нос, подкашлува, има разни други, меѓутоа тоа се здрави деца. А потребно да се направи крвна слика со ЦРП, да се види состојбата на леукоцитите, тромбоцитите, нели, сето тоа што кажува на една вирусна или бактериска инфекција, лимфоцити. Крвната слика и ЦРП-то, лабораторијата генерално ништо не значи. Може да е детето она што викаме во инкубација и да е здраво на преглед, и од матичниот доктор да биде прегледано и лабораторија да се направи, да биде нормална, а да веќе после неколку сата да развие симптоми на една акутна вирусна инфекција. И често пати ако прими вакцина, па онда се обвинува вакцината дека дава таква реакција, не мора да значи дека тоа е реакција на вакцината. Меѓутоа, крвната слика и ЦРП-то може да покаже анемија, може да покаже покачени леукоцити, кои што повторно зборам се во граница на физиолошки граници за едно доенче. Нормално е, има доенчиња кои што имаат покачени лимфоцити. Така да тоа е здраво доенче и може да се вакцинира. Не мора да значи, така да нема потреба да се прават. А оние бебиња што имаат атописки дерматитис, кои што се изложени повеќе на проблеми со алергија, односно манифестираат проблеми со алергија, кај нив може да се почека? Може, не. Не? Значи не е ни алергијата, ни атопискиот дерматит причина да не се вакцинираат децата. Алергијата, да. Алергиите се почести, да речем, нутритивните алергии, меѓутоа и нутритивните алергии на млеко, на јајце, најчесто на сега што ги пројавуваат децата, не се причина да не се вакцинираат децата. Кога збориме за контраиндикација за вакцина, да не прими вакцина е доколку е алергично на некоја од состојките во вакцините. Вакцините имаат различни состојки, исклучително ретко се јавуваат тие да речам алергиски реакции, така да и генерално, еве, ја можам да кажам 30 години сум работела како педијатар, ја анафилактична реакција од вакцина не сум видела. Така и алергични деца, и на јајци, и на млеко, и на други работи алергични, се вакциниране без никаков проблем. Значи, не се алергиските заболувања причина да не се вакцинираат децата. Ке ги поканиме гледачите, професорке, да се вклучат во денешниот магазин за родителство 0+ месеци со нивни прашања. Ние во продолжение на емисијата ќе ги видиме вакцините кои што се дел од редовниот календар, односно болестите од кои што штитат вакцините кои што се дел од редовниот календар за имунизација. Еве, професорке, што одвоивме ние, па вие ќе појасните зошто одредени вакцини се примаат рано, зошто ќе ги појасните и најчестите заблуди поврзани со одредени стравови кои што се однесуваат на одредени вакцини. А тоа се хепатитис Б, БСЖ, вакцината против 5 детски болести: дифтерија, тетанус, пертусис, детска парализа, хемофилус инфлуенца тип Б, потоа ротавирус, пневмококната вакцина, ММР, која што штити од морбили заушки, рубеола и ХПВ.
Веднаш по раѓањето на бебето му се дава хепатитис Б. Зошто уште во родилиштето оваа вакцина треба да се аплицира? Зошто толку рано е прашањето на некој од родителите? Затоа што пак зборуваме за превенција. Значи, важно е да ги заштитиме новородените уште од самото раѓање. Хепатит Б вакцината се прима во 3 дози. И обично календарот иде една на раѓање и после 2 на 2-месечна и на 6-месечна. Така е 0, 2 и 6 месеци, да речем, растојание, за да се создаде добар имунолошки одговор кој што до животно ќе го штити организмот од значи, ова вакцина примена во 3 дози доживотен имунитет создава? Да, поглавно е доживотен. И важно е затоа што хепатит Б може да се пренесе, е болест која што може да се пренесе со примање на крвни деривати, со преку интервенции, преку ова. И од тој аспект е колку што може порано да се почне за да се заштити доенчето, новороденото и доенчето од оваа инфекција. Секоја бремена жена подлежи на испитување на ХБС антигенот, дали е носител, дали е инфицирана, затоа што доколку мајката е позитивна, во тој случај има посебен протокол како да се заштити новороденото со примање на имуноглобулини и со примање на вакцини. И една вакцина повеќе се прима. БСЖ-то е туберкулозата. Туберкулозата ја имаме, меѓутоа е ставена под контрола, но се уште ја има и важно е да се прими. Важно е детето да има белек по примањето на вакцината? Тука има многу дискусија околу тоа, затоа што е покажано дека 1/3 од децата кои што ја примаат БСЖ-то, јако немаат белек, имаат имунолошки одговор. Така да не секогаш присуството на белек значи дека детето има, односно дека е заштитено или не е заштитено. Генерално постои согласно правилникот сега се уште важечки дека доколку нема белек се прима уште една доза на БСЖ во тек на првата година без да се прави тестирање, а после првата година со правење на тестирање. Тоа е подкожно едно тестирање, се појавува црвен белек. Манту да се види каква е реакцијата. Ако има реакција, тоа значи дека организмот има имунитет и нема потреба да прими. Тука не се антителата, тоа е клеточниот имунитет, затоа се прави, не се испитуваат антитела, туку се прави оваа кожна проба. Ако има добар одговор, во тој случај нема потреба да прими повторно БСЖ вакцина. Ако нема одговор, тогаш прима уште една доза и со тоа се рачуна дека детето е заштитено. Овие другите... Професор, ќе преминеме на следните, само да му дадеме предност на гледачот. Добар ден! Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав и сакам едно прашање за грижена баба. Така. Значи, мојата ќерка е во Германија. Внукичката ни е 4 месеца. Еве, денеска е вакцинирана со втората вакцина. Добро. Значи, сега треба да дојдат во Македонија. Колку е заштитена? Колку што слушав од емисијата, значи треба да поминат 2 недели, 3 недели, значи после вакцината да створи малку имунитет. Значи колку се шансите нешто за заболување, колку е заштитено бебето. Така, се плашите ви од пертусис, колку што можам да сватам при патувањето, да не добие бебето таква сака да дојде 2 месеца на гости тука. Ви благодарам за вклучувањето. Ве професорката ќе даде одговор на вашето прашање, на вашата дилема. Благодарам за прашањето. Значи, ова вашето внуче фактички има втора доза примено. Веќе со првата доза има создадено одреден имунолошки одговор. Така да втората доза делува како еден засилувач. Има заштита, може би не е 100%, меѓутоа секако дека има добра заштита и дека е делумно би рекла, е заштитено од пертусисот. Во Македонија се уште неаме, да речеме, пертусисот не е во големи бројки присутен, така да расширеноста во популацијата се уште не е голема.
проблемот е тука ако доаѓаат со авиони, ако по аеродроми, значи тука е можноста. Таму е поголема можноста за евентуално заразување. Бидејќи споменавте дека и во западноевропските земји има пертусис. Тука, меѓутоа аеродромите се, знаете, имате од цел свет тука патници и можности да во и по аеродромите концентрацијата, ако има некој заболени, да го има бактеријата да ја има во воздухот, така да повеќе би обрнала внимание на тој дел, да речеме, од транспортот во поглед на тоа дека тука е заштитено и мислам дека не би имало простор за загриженост. Продолжуваме понатаму, веќе сакавте да искоментирате следната вакцина против 5 детски болести: дифтерија, тетанус, пертусис, детска парализа, хемофилус инфлуенца тип Б. Тука всушност спаѓа и за пертусис онаа вакцина за која што денеска зборувавме обширно. Да, она што го рековме, многу е важно децата да почнат рано со вакцинација, на 2 месеци, на 4, на 6. Да не се одложува, бидејќи обично тоа го прават родителите. Да не се одложува, затоа што токму оваа прва година доенчињата се најчувствителни кон овие инфекции. Но родителите во тој период најмногу се плашат да дадат 5-валентна, 6-валентна вакцина, велат како ќе реагира детето ако одеднаш прими вакцина за 5 болести или за 6 болести. Да, меѓутоа детето не го чуваме ние во стакленот звоно. Тоа секојдневно изложено на голем број на вируси и бактерии, доаѓа во контакт со вируси и бактерии. Така да овие 5 антигени што ги прима, кои што повторно ќе речам, тоа е мртва вакцина која што не може да предизвика болест, само може да го поттикне имунолошкиот систем да создаде антитела. Тешки се последиците, пертусисот го збориме за првата година. Најтешка клиничка слика ние гледаме од пертусис тогаш. За хемофилусот, воспаление на мозок, на уши, на тешки пнеумонии, пнеумококната вакцина, дифтеријата, тетанусот и детската парализа, за среќа спаѓаме во земји каде што е елиминирана детската парализа. Меѓутоа, по светски размери ја има. Има сега мигранти, не знаеме кој све поминува, ризикот да се донесе детската парализа е голем. Така да, затоа е важно, иако овие болести, да речам, се искоренети и не ги гледаме ние тука, важно е да ги вакцинираме децата за да ги заштитиме да не дојдат евентуално во контакт со овие болести. Нашиот вакцинален календар е надополнет со вакцините за ротавирус и пнеумококна вакцина. Ми се чини дека родителите, кога станува збор за оваа вакцина, се расположени нивните деца да ја примат, бидејќи за пневмококната дури само иницијативно ја дава на своите деца, ја купува и потоа ја аплицира. Во колку дози се прима и дали е важна возраста на која што треба да се даде оваа вакцина? Повторно велиме, пнеумококната бактерија дава тешки компликации токму во првите 2 години од животот. Организмот не може да се одбрани од овие бактерии, посебно од оние соеви кои што даваат многу сериозни инфекции на мозокот и на белите дробови, на ушите, кои што може да остават последици за понатаму во животот. Пнеумококната се дава во 3 дози, со тоа што 2 дози се даваат заедно со, да речем, во првите 6 месеци. Едната се дава на 2 и на 4 месеци и втората доза се дава на 12 месеци. Тоа е као ревакцина. Врзана е со МРП-то и многу често родителите, повторно ќе речем, не сакајќи да ја примат МРП вакцината, ја пропуштаат и пнеумококната третата доза. 2 дози повторно, делумно, создава имунитет кај детето, меѓутоа недоволен за да го заштити посебно втората година кога децата нели стануваат поподвижни, тргаат во градинка. Често пати е оваа бактерија која што кружи помеѓу децата во градинката и која што може да им направи сериозен проблем. Ротавирусната вакцина, мислам дека сите имаат добро искуство во поглед на тоа, затоа што тој вирус што предизвикува силни проливи. Да, и повторно, пак е првата година од детето најризична за овие инфекции. Кога најлесно дехидрираат? Дехидрираат, често пати се хоспитализираат овие деца, дури може да доведе до смртни исходи,
тие дисбаланси електролитни што ќе настанат во тек на проливот може да доведе до оштетување и на мозочето, така да сериозни компликации дава ротавирусниот пролив и затоа е оваа вакцина која што ја примаат децата на 2, на 4 и на 6 месеци. Но и тука имаме проблем со офатот, кој што за жал е негде околу 70%, затоа што важно е првата доза да се почне, има многу краток период кога треба да се почне. Значи мора точно мора во да тој се почне период. помеѓу вториот и третиот месец. Ако се пропушти тој период, тогаш веќе не може да ја прима детето вакцината. Така да, повторно апел до родителите, не ја одложувајте, гледајте да на време се јавите, да ја почнете на време, за да може да ги прими трите дози и да биде заштитено од овој пролив. И стигаме до ние две вакцини кои што ми се чини дека имаат најмал опфат кај нас, ММР и ХПВ. Да. ММР веќе споменавте, дури и вакцини кои што децата ги примале редовно, последната доза или пак ревакцинацијата се прескокнува за да не се прими ММР. Треба ли детето да прооди да прозборе пред да ја прими оваа вакцина? Тоа се еден од митовите кои што кружи и дезинформации кои што кружат помеѓу родителите дека треба да прозбори, да прооди за да ја прими. Апсолутно нема научни докази, нема докази дека МРП вакцината може да влијае на говорот, на зборувањето, се поврзува со аутизмот. Меѓутоа, факт е дека аутизмот има друга причина у позадина, не е вакцината. Се повеќе и повеќе гледаме деца со аутизам. Факт е дека симптомите на аутизмот стануваат воочливи негде тука околу годината и тоа е на родителите што може би го поврзуваат, еве прими вакцина па доби аутизам, не добила аутизам од вакцината. Други се причините за аутизам, меѓутоа треба да се вакцинираат. 20 години интензивно се истражува МРП вакцината, поврзаноста со аутизмот и ни една студија добро дизајнирана не ја покажа таа поврзаност. Сметате ли дека ќе се зголеми обемот на вакцинирање со ММР доколку се стави малку подоцна во календарот, откако децата ќе прозборат и ќе проодат? Нема основа за тоа. Ако ги видите сите европски календари, сегде е вакцинација, дури и на 9 месеци. Има европски земји каде што МРП вакцината ја даваат на 9 месеци. Важно е да ја примат на таа возраст за да се заштитат. Так. И од заушки, и од сипаници, и од офатот генерално и со оваа вакцина во повеќето европски земји е намален Секаде е намален. и ризикот за вакви сериозни инфекции демне. Ние ја имавме епидемијата со морбили, негде 76% беше офатот кога се појави епидемијата, меѓутоа за многу краток временски период се извакцинираа 40.000 деца и се дигна офатот на 95%. Исто така и оваа вакцина Немаше ни една несакана реакција. Мислам, 40.000 деца да извакцинирате за толку краток временски период да имаше било каков проблем ќе се воочеше. И за оваа вакцина е потребна ревакцинација? Да. Втората доза децата ја примаат во прво оделение и веќе тука офатот е околу 90%. Значи, пак ќе речам, не е проблемот, не се тоа антиваксери, не се тоа, него повеќе се овие дезинформации кои што влијаат на одлуките на родителите да ја дадат МРП вакцината на 12 месечна возраст. Тука е и вакцината за хуман папилома вирусот, која што кај нас се примаат само девојчињата, ако не се лажам, некаде на 12-13 години на треба да 12. примат. Опфатот колкав е на оваа вакцина? Тука е најмал, негде околу 50% од девојчињата се вакцинираат и повторно Оваа вакцина всушност штити од рак на грлото на матката. Да. Значи, ова е една од вакцините, една вакцина која што навистина штити од рак на грло на матка
и треба да се прими на оваа возраст 12, пак ќе речам во различни земји календарите се различни. Во некои земји почнуваат од 9 години, тука е помеѓу 9-та и 12-та година. Важно е оваа возраст затоа што оваа вакцина се прима во 2 дози и за да се создаде солиден имунитет треба негде околу година дена да помине по втората, од првата, целиот тој процес на имунизација. Така да, а важно е да ја примат оваа вакцина пред да почнат да бидат сексуално активни девојчињата и она што, не знам, ние за оваа година предвидовме и дадовме предлог да веќе и момчињата се вакцинираат. Мислам дека е тоа правилна одлука, затоа што и они учествуваат во процесот на трансмисија, на пренесување на овој вирус. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за деталните појаснувања поврзани со сето она што е поврзано со вакцинацијата и болестите кои што може да се спречат, да се контролираат со имунизацијата. Благодарам на поканата и секогаш сум на располагање да збориме за оваа тема која што е навистина многу важна во превенцијата и во заштита на нашите деца. Почитувани професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог од Центарот за семена медицина при Медицинскиот факултет во Скопје, гостуваше во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ви посакувам пријатен ден.